Благодарам, председателе. Чисто технички и деловнички. Во деловникот ние имаме само еден начин на измена на текст на закон. Записниците или комисиските забелешки не се текст. Не е задолжително, сакам да кажам. Затоа најдобронамерно предлагам колегите да го повлечат законското решение и да го достават со измена на членот 76 на текстуалниот дел, затоа што во предложеното законско решение, во членот 2, членот 76 е цитиран, како и да е. Он е цитиран, вели, во член 76, значи цитиран е веќе. Во член 76, став 4, он е цитиран. За да немаме, како да кажам, правна недоумица, а ние како пратеници немаме друг начин освен амандмански да интервенираме, а тука не се работи за амандманска интервенција за суштина, туку за текст, еве да речеме грешка, предлагам колегиве да го повлечат законот, ако утре имаат простор, пак нека го поднесат. Зошто да не може? Зошто да не може? Не ми е јасно. Уставни судии се избраа незаконски, ја најдобронамерно ви кажувам. Уставни судии избравте незаконски, сега не можело, вака. Еве ви кажувам, ние како пратеници немаме друга алатка освен амандман. Ја не можам како опозицијски пратеник или граѓанин кој што ќе го гледа законско решение кој што сега ќе произлезе, бидејќи во текстот кој што го имате предложено, стои 18 години. И е цитиран, да не е цитиран, значи, како да ви објаснам сега, да не беше цитиран во членот 2, да не беше цитирано дека во член 76 по ставот 4 се додава нов став 5, може би и немаше да има проблем. Ама во измените сега сте го цитирале член 76. И еве, замислете си, граѓанин сте. Одите на член, заинтересиран граѓанин, одите на член 76, законот кој што вие го давате. Ама сега, колега, да се доискажам, па на крај на ден па вие одлучувате. Така ние толкуваме. Може да сме грешка, еве. Ама ви кажувам дека на пратеник не му стои на располагање друга алатка освен амандман за да коригира, па дури и техничка грешка. А еве се согласивме дека било некаква техничка грешка. А ако е техничка грешка, повлечете го законско решение, утре поднесете ли попладне во архива, коригирајте го членот 76 и повторно поднесете го, утре ќе закажеме комисија, ќе го изгласаме без никаков проблем. Еве, најдобронамерно и еве тука ќе престана. Јас давам таква идеја, па сега вие натаму, бидејќи нели, не можеле. Како не можете? Уставни судии ги избравте незаконски, неделовнички и не сменивте незаконски, неделовнички, не можеле да го повлечат законското решение о кој што сте направиле грешка. Ја не можам да ве разберам, демек толку сте вие легалисти. Во оваа дивоградба не знам што не поминал. Повлечете го законското решение, не е проблем, значи кажувам. Утре закажете комисија ќе вие сте цитирале во членот 2 во новото законско решение, вие сте го цитирале членот 76. А во членот 76 велите 18. Сега не знам што друго да предложам и како да ви кажам. Благодарам, јас така предлагам, председателе, па вие натаму одлучувајте. Благодарам.